Овој пат во серијалот интервјуа имаме неколку прашања за вас, го имаме градоначалникот на општина Центар, господинот Горан Герасимовски. Изборите помина, тој се врати на своето работно место, односно ја продолжи својата работа, така да кажам, па затоа ја искористивме оваа прилика, побаравме интервју, тој се согласи и сме во неговата канцеларија денеска. Добар ден. Добар ден, добро дојдовте, честни што сте денеска мој гости. Благодарам и на прифатената понуда да направиме интервју. Реков, ја продолжувате својата работа, со победата на изборите практично се ослободивте од оној дел на примопредавање на функцијата на отчет пред евентуално новиот градоначалник, но ете, остана ова, останувате на оваа функција, помина еуфоријата, помина сето тоа, веројатно се изморивте доста, прилично активни, интензивни се тие предизборни кампањи, но во исто време сметам дека и од нив може да се научи многу, бидејќи тоа е период кога многу често, секојдневно, прилично интензивно, пак ќе речам, сте во контакт со граѓаните, со вашите гласачи од кои го барате нивниот глас за добро, за да продолжи вашиот мандат. И тоа е добра прилика да се провери дали сте на вистинскиот пат, дали проектите што ги спроведувавте се добиваат вистински одзив. Граѓаните во тој период се прилично активни за да прашаат, за да помогнат, за да критикуваат. Дали нешто се промени во приоритетите во вашата програма, во вашата работа, имајќи го тој период, изборниот, кога бевте во тој директен контакт со граѓаните? Да, имавме интересна кампања. Нашата кампања траеше малку подолго од сите останати кандидати. И интересно беше, и јас сум искрено среќен за сето тоа, што дел од моите колеги градоначалници кои што трчаа за да седнат во градоначалничката фотелја, дури ги превзема нашите и програми, но и ја следа нашата кампања. Нашата кампања почна од мај месец. Имавме огромен штаб, луѓе кои што беа вклучени во целиот процес, почнувајќи од PR агенција, вклучувајќи луѓе со големо искуство за локална самоуправа, поранешни политичари, дел од луѓето кои што се од општината, но и од политичката партија, кои што заедно го водевме овој пат од 6 месеци и ја водевме самата кампања, почнувајќи од малски средби во сите урбани заедници во општината, каде што непосредно разговаравме со граѓаните, собиравме предлози, идеи, како ја гледаат општината и како заедно ќе ја развиваме истата. Како што работевме изминатите 4 години, така планираме да продолжиме наредните 4 години, а тоа е заедно со граѓаните и целосно во нивниот интерес. Во делот на кампањата и многу бројот на големиот број на средби кои што ги имавме со граѓаните, имаше интересни предлози, интересни идеи за секоја мало, за секоја улица, за секоја урбана заедница, во делот на културата, во делот на образованието, во делот на како узеленилото, како да се урбанизира самата општина. И сите тие интересни предлози и идеи ги преточивме во програма, која што заедно со нив ја напишавме и истата ја браневме. Имаше интересни и предлози од програмите на против кандидатите, кои што беа тројца, односно со мене 4. Јас како и во 21-та, така и сега ги повикав по завршувањето на изборите моите против кандидати, заедно со раководителите на нашите сектори, за да поразговараме за дел од проектите кои што они ги имаа во нивните програми и ја увидиме можноста да истите ги преточиме во нашата нова програма на општината, заедно со моите проекти за 2026 година. И како беше, се согласија ли, прифатија ли? Па да, дел од проектите беа слични. И истите ќе бидат ставени во самата програма. Станува збор за дел од проекти за спорт, дел од проекти за зеленило, поголема безбедност на пешаците и нашите дечиња при одење во училиште, во градинка, проекти во делот на загадувањето и така натаму. И истите проекти ги имаме и ние во нашата програма, истите се во интерес на граѓаните и поголем дел од нив ќе гледаме да бидат веќе вметнати во следната програма и буџет за 26 година. Општина Центар има посебно значење, посебна символика во поширокиот политички контекст
кај нас. Колку тоа за време на изборите беше предност, колку и создаваше товар, колку и беше предизвик? Општина Центар сегаш била поспецифична за разлика од останатите. Граѓаните се бунтовни, знаат да го препознаат тоа што е вредно и искрено, знаат да препознаат добра работа, чесен однос и ни ја дадоа довербата која што за нас е од големо значење и истата мора да ја оправдаме со многу работа, со добар тим на луѓе, но и да ги реализираме сите оние проекти кои што заедно ги пишувавме во нашата програма. Интересни се ако ги гледате резултатите како се менуваат од година во година и по делот и на расположението на граѓаните, но многу поразлични се, сите избори се сами за себе. Во делот на локалните избори повеќе се гласа за личност и за човек кој што во кој што луѓето ствараат некоја доверба, имаат близок контакт, достапност и така натаму, но и гледаат дека се реализира тоа што се договора заедно со нив. Пред се општината е транспарентна, достапни сме до граѓаните секојдневно и не само овие 6 месеци додека траеше кампањата, туку и во претходните 3,5 години, а така ќе биде и наредните 4 години. Да. Имаме отворени денови секој вторник и четврток од 9 до 11, каде што сите жители на општината може да дојдат и се обратат по сектори, поразговараат, дадат одреден предлог, критика, прашање, се решат некој дневни приватен проблем и слично. И таа транспарентност, одговорност, но и работливост вроди со плод. И таа доверба која што ни е дадена, ќе оправдаме во новиот мандат. Да. Интересно е што ако ги анализираме на резултатите од минатите избори кои што беа пред година и пол, говорам за парламентарните и председателските избори, каде што резултатите беа драстично поразлични него сега. Во која смисла? Ние имавме, СДСМ имаше 6.000 гласови, ВМРО ДПМН имаше 12.000 гласови, што сега обратна ситуација, дури и победивме на советничката листа, каде што имаме еден советник плюс, и гласовите се намалени на пола. Кога станува збор за локална политика, за локални избори, граѓаните ја гледаат личноста и ги гледаат личностите кои што се на советничката листа и така избира. Така, но тука треба да го имам предвид и тоа што овој пристап ваш обезбеди граѓаните препознаат дека можат да учествуваат, можат да се активираат, можат да партиципираат со учество во форумите што ги организираат и тоа создава едно активно граѓанство, што е основната цел во политиката и така станувате поблиски до граѓаните, а што е во карактеристика на локалните избори кога треба да се препознати, да се работи на тоа да се помогне во остварувањето на најнепосредните интереси на граѓаните. И тоа е една за општина Центар мислам дека е карактеристика што може да биде добра пример и да се преслика и пошироко. Токму така и тоа ни е целта. Да од општината, од најниското ниво, од секоја мало почне онаа транспарентност. Така. Почне онаа отчетност, но и близина до граѓаните. Да. Во општината ништо не се политизира. Советот ни е мешан, дури во минатиот состав имавме председател на совет кој што е од редовите на ВМРО ДПМН коалиција и одлично транспарентно функциониравме. Поголем број од предлозите кои што доаѓаа од различни советнички групи беа прифаќани, заедно ги реализиравме со службите. Бараме кадри кои што не се политички. Имаме одлични контакти со факултетите, градежен, архитектонски. Да. Мојот план е да сега склучам меморандуми со останатите факултети, за да ги побараме оние најдобри студенти да ни се приклучат и да бидат дел од тимот во општината. Така треба да се работи на државни ниво, ако сакаме да имаме успех и напредок и на општинско, но и на државно ниво. Кога веќе го спомнавте советот, очекувате ли таму соработка, очекувате ли поддршка на програмата, дали евентуално препознавате места кај што може да има обструкции и да не се препознае ова за која зборуваме до сега, дека и тие во советот треба да ја гледаат во целина општината и да ги помагаат проектите заради, пак ќе речам, интересот на граѓаните. Јас верувам, да не речам сум сигурен, верувам дека како и во изминатиот мандат, дека и во овој мандат ќе имам одлична соработка со советничките групи.
политиката ќе ја тргнеме настрана. Јас тоа го напоменав и кога ги земавме самите уверенија со советниците. И се обратив до самите советници со неколку пораки дека од денеска заврши изборите. Ние ги земаме уверенијата и треба да работиме во интерес на граѓаните, а не на политичките партии. Граѓаните ни ја дале довербата за да ја правиме општината што поубаво место за живење за сите. Без разлика кој за каква идеологија се стреми или за која политичка партија застанува, нас тоа треба да не интересира, го потргнеме настрана и се посветиме целосно на проектите и решање на проблемите на граѓаните. Верувам дека нема да се политизираат седниците, дека нема да доминира политиката, туку ќе доминираат проектите и потребите на граѓаните. Така. На ниво на град Скопје сега да преидеме на она што значи некаква соработка во рамките и остварување на проектите. Да, ингеренциите меѓу општините и град Скопје се прилично разјаснети, но има области каде што се вкрстуваат ингеренциите, каде што се вкрстуваат интересите, проектите може да бидат поврзани на одреден начин. Градот Скопје го доби ривалската партија на СДСМ, ВМРО, ДПМНЕ. Дали очекувате од таму соработка или можеби обструкции во соработката во спроведувањето на проектите? Во интерес на сите да имаме што подобра соработка. Да. Изминатите години, за жал, соработката беше на многу ниско ниво. Дури немавме ни средби Скопски плански регион, скопските градоначалници за да поразговараме за проблемите и бараме решенија за истите. На почетокот на мандатот, првата година да речем, имаше некаква соработка, каде што седнувавме, можевме да се кажеме своји предлози, да ги кажеме проблемите со кои се соочуваме за заеднички да бараме решенија за истите. За жал, од сето тоа нешто не се најде решение, туку наредните 3 години немавме воопшто ни средби на кои што можеме да поразговараме. Сето тоа се правеше со дописи, преписки од општината до одредени јавни предпријатија во градот за да бараме решение за граѓаните. Ингеренциите за жал се многу измешани, а граѓаните не ги знаат целосно и не треба да ги знаат. Поради тоа што секој кој излегува од дома сака да има чиста околина, сака да има зелени површини, сака да има дрвја кои што не паѓаат на секој ветер или дожд, сака да има слободно паркинг место. Тие измешани ингеренции ни прават проблем на општините. Доколку не функционира и не работи градот и јавните предпријатија, проблемите се слеваат во општините и кај граѓаните. Верувам дека се ова ќе се подобри. Верувам дека свеста ќе биде на повисоко ниво од страна на градската власт, дека ќе направат реконструкција во сите јавни предпријатија, поради тоа што се во жалостна, тешка и критична состојба, дел и целосно нефункционални. Хигиената, видовте на какво ниво ние и со што све се соочуваме. Колку енергија, време и финансиски средства дополнителни трошиме ние како општини и не можеме да го постигнеме тоа што треба, на задоволително ниво не е. Гледаме дека зелените површини не се одржуваат од страна на паркови зеленило. Гледаме дека немаме јавен превоз во градот кој што ни ствара дополнителен проблем и со загадување, и со паркирање, и со хаос во сообраќајот и така натаму. Верувам дека сите овие проблеми кои што изминатите години ги имаше градот, дека ќе почна да се решава. Ако треба да покажете вие први гест на добра волја, што ви му понудиле на градоначалникот како прва иницијатива? Ние покажавме гест на добра волја што се приклучивме во акцијата која што ја правеше градот. Не политизиравме, не можевме да речеме не учествуваме. Ама интересот на граѓаните е пред се и пред политиката. Така. И затоа се вклучивме не за да помогнеме некому, туку да се одржиме општината што почисто. И така ќе продолжиме во наредниот период. Да. Скопје во 2028 година треба да биде европска престолнина на културата. Почна нешто да се прави, имаше некоја иницијатива, па се повлече, па имаше нова иницијатива и сето тоа остана некако зад она што треба да значи некоја елементарна транспарентност за тоа до каде се подготовките. Тоа е титула и привилегија за градот
да се покаже пред она Европа, да го покаже своето лице. Има што да покаже Скопје, не е дека нема, има големи уметници, има традиција, култура и така натаму, но сето тоа остана некако се уште не е подготвено така како што треба. Барем ние оценуваме така медиумите дека подготовките веќе требаше да бидат прилично напред отидени. Ова го прашувам сега, тоа е во ингеренција на градот, но општина Центар е местото, локацијски и со инфраструктура и со луѓе каде што главно ќе се одржуваат овие проектите кои би требало да бидат опфатени во програмата Скопје Европска престолнина на културата. Дали како гледа општина Центар на ова прашање? Дали е тоа можеби уште една понудена рака за соработка за добра реализација на таа програма? Доколку сакаме да го организираме се ова, Да. треба многу време. Ние видовме, имаше некои олимписки игри кои што се организираа пред пар месеци, Да. кои што не помина на највисоко Така. и добро ниво. И за сето тоа треба време, добра организација. Имаме што да покажеме. Имаме и артисти, имаме и уметници кои што може да се представат и ја представат државата и градот во најдобро светло, но потребна е голема организација. Ние како општина стоиме на располагање да му помогнеме на градот. Све што можеме како општина да допринесеме за да се представиме како држава, како град пред останатите во најдобра символика. Како општина инвестираме многу во делот на културата. Да. Јас кога дојдов имавме буџет околу 2 милиони и нешто, сега имаме 13 милиони. Само за култура? Да, во култура и одредени невладени организации, Да. сектори и така натаму. И истиот буџет планирам да го зголемиме оваа година за некаде повеќе од 20%. Голем број на културни настани кои што ги организираме самоиницијативно, заедно со утре имаме по повод 13 ноември заедно со нашите пензионери одредени хуманитарни настани кои што парични средства ќе се донираат повторно во Кочани, каде што неколку пати донираме и ќе донираме како општина, но инвестираме во голем број на манифестации, Да. културни настани заедно и со подкапата на општината и Јадро, институција која што има голем број на културни настани во интерес на граѓаните и заедно ги реализира со општината. Имаме голем број на концерти во општината изминатите години, планираме истите да ги направиме и до крајот на годината, тоа е предновогодишен концерт, тоа е джез под ламби, интересни настани кои што од година во година имаат многу поголемо присуство и интерес од страна на жителите. Во програмата најавивте нешто што го нарековте аквариум на културата. И од она што го читаме во програмата, делува интересно визуелно таа некаква стаклена конструкција која, како што велите вие во програмата, треба да символизира транспарентност. Но може ли малце повеќе детали? Интересно е таа најавена таква стаклена конструкција која во ова, јас ќе го речам, сивилото на градот ќе внесе некоја свежина. Што точно ќе биде тоа? Тоа во програмата е стајано за новата граѓанско административна зграда. Значи не говорам за општинска зграда, говорам за граѓанско административна зграда, каде што ќе биде токму на овој дел каде што во моментов седиме, тоа е парцелата и бараките кои што треба да се отстранат и парцелата на општината која што после долга битка со неколку владени институции, владата ја добивме во владение на општината. Направивме идено решение и сакаме да направиме стаклена граѓанско административна зграда која што ќе биде отворена, транспарентна, каде што граѓаните ќе имаат учество и увид во сето тоа што го работиме заедно, но и ќе има простори кои што ќе може да ги користат невладени организации, секако бесплатно за одредени настани, културни настани кои што се организираат на територијата на општина Центар, кој што ќе има 3 нива подземно паркирање и ќе го решиме и делот со паркирањето во Дебар Мало. Тоа е идејата на таа стаклена граѓанско административна зграда. Тоа е практично ќе биде новата општинска зграда во која ќе се всели администрацијата, која пишува таму, ќе дигитализираат услугите, поедноставно ќе продолжиме поради тоа што дигитализацијата нема запирање
секогаш има новини и новости кои што ќе ги пратиме во Чекор. Рокот за изградба на таа зграда ми се чини прилично амбициозен до крајот на 2029 година. Ова го прашувам од аспект на тоа што Некои општини некои општини да со години. со години 12-13 години се градеше општинската зграда во Карпош. Да, јас сум оптимист. Ние го имаме завршено идејните решенија. Имаме откупено 3 најдобри трудови кои што ги одбра комисијата, кој што беше внатрешна надворешна со експерти и професори од градежниот, архитектонскиот факултет, но и наши стручни вработени колеги. Во моментов се подготвува проектот. Планираме до месец февруар, март истој да биде завршен. 3 месеци за да се заврши истој и да се отпочне со распишување на јавна набавка за отпочнување на граѓанско-административната зграда. Додека се прави проектот, ги разгледуваме опциите и можностите дали сами да ја финансираме целосно со одреден кредит или да иде јавно-приватно партнерство каде што би влегла одредена фирма која што би ја изградила истата. Во самата парцела има можност за градба на 2 згради, за разлика од минатото кога се цртале 10 катници и се правеле идејни решенија и проекти за цртање за реализација на 10 катници. Мојата идеја, идејата на граѓаните е да таа биде многу пониска, да биде во рамки на околните згради, да не биде повеќе од 5 ката и така натаму, но да ги задоволува потребите и на вработените и подобри услови, но и да има простори за граѓаните и невладиниот сектор. Так, во вашата комуникација со јавна комуникација со во општина Центар, секогаш водевте, јас имам таков впечаток, водевте сметка за директна непосредна комуникација практично со сите категории граѓани, од младите до пензионерите, возрастните и така натаму. Претпоставам дека тоа дава резултати, изборот тоа го докажа и претпоставам дека ќе продолжите понатаму. Но ајде на крајот од овој интервју 2 прашања кои се однесува директно за нив. Во програмата рековте дека младите се посебно интерес во вашиот интерес и особено тоа е особено важно од аспект на, нели знаеме дека ни заминуваат младите, но она што може да го направи било која општина, претпоставам, еве тоа е прашање за вас, е она што младите го препознаваат во нивната прва локална средина каде што живеат, каде што треба да препознаат мотивација дека може да останат во оваа земја, во своето место на живење, да не бараат некои излезли решенија во странство. Што во таа смисла ќе направи општина Центар? Оно што го правиме изминатите 4 години ќе го подобриме во наредните 4 години, но нашата грижа почнувајќи од најмладите жители, субвенционирање на новороденчиња, еднократна парична помош која што ја планираме да ја зголемиме од наредниот период, најдобри услови во делот на градинките, за да и младите имаат, односно нашите најмали жители имаат што подобри услови за самите градинки, но и што подобар персонал во истите. Реконструкција на дел од школите кои што станаа за реконструкција, нивните спортски сали, надрешни, надворешни, инвестирање во што подобар училишен кадар во самите училишта, кое што не е потребно. Не. Имаме и така почнав и така ќе продолжам да ги имаме редовните средби во 4-то деление, се им баш и мојот син учи за локална самоуправа. Учи што е тоа општина, како функционира истата, а јас секоја година ги примам 4-то оделенците од сите училишта, разговараме во делот на локалната самоуправа за да им стекнеме знаење уште од мали нозе за локалната самоуправа, кои се ингеренциите, но и како треба сите заедно да се грижиме за општината и за јавното добро. Продолжуваме со родителите за кои што им нудиме подобри услови за школување, финансиска помош за оброк, здрав оброк за децата кои што ќе ги покрива општината. Како општина одвојуваме финансиски средства за прводеленците, нови ранци, кои што ги донира и набавува самата општина, прибори, нови униформи кои што имаат дечињата во сите 8 основни училишта, бесплатна екскурзија која што ветивме ја планираме да отпочнеме од следната година да ја реализираме, центарската картичка со попусти за одредени спортски, културни настани, спортски настани, но и попусти во одредени општински локали која што сега ја разработуваме истата. Голем број на проекти во интерес на сите
категории на граѓани, вклучувајќи ги и нашите највозрастни. Така, тоа сака да Кои што ги напоменав, за кои што водиме второто прашање. голема грижа, но имаме одлични средби и одлично функционираме. Да. Планирате се за нив да направите? Во општината имаме над 30%, 32-3% пензионери. Океј. За кои што водиме огромна грижа со голем број на проекти кои што ги има општината. А имаме одлична соработка со Црвениот крст, имаме неколку проекти со нив, хитно копче, бесплатен превоз на лица кои што не се подвижни до болниците. Дополнително преку Хуманост имаме проект каде што ги посетуваме оние постари жители кои што нема кој да ги посети, иселени се нивните деца во странство и така натаму, каде што неколку пати стручни лица ги посетуваат во текот на неделата, им помагаат во делот на плаќање на сметки, набавка на прехранбени продукти, во делот на физикални вежби и така натаму, помагање низ домот. Нивна потреба беше и оној пензионерски дом кој што е ветен во програмата. Да. Најдена е локација која што со години стои запуштена. Во моментов се разработува самиот проект. Каде е таа локација? Таа е на падините на Водно, Аха. каде што истата повеќе од 20 на години е запуштена. Така. И во моментов ќе отпочнеме состаноци со Министерството за здравство, каде што ќе побараме истата да ја превземе, поради тоа што земјиштето е на РМ, односно општинско, а бараките кои што се запуштени се запишани во здравство и верувам дека ќе најдеме заеднички интерес да и овој поголем проект. И за тој проект ја прашам за рокот. Пишува до крајот на 2028 година. Да, Ќе јас сум сигурен дека доколку не укочат одредени институции и во текот на 26 до јуни месец ги имаме завршено процедурите во делот на постапките за добивање на земјиштето во владение, јас сум сигурен дека тој рок ќе го запази. Господин Герасимовски, ви благодарам за разговорот. Благодарам, вас ми беше чест.